Синоќа повторно пожари во Скопје. Овој пат пламени јазици опфатиле сервис за возила пред Пинтија, во кои изгореле повеќе возила и автомобилско масло. Од загрижувачкиот настан на социјалните мрежи се појави и видео каде јасно се гледа дека едно маскирано лице намерно ги пали возилата, поливајќи ги со бензин. Противпожарната единица реагирала брзо и со 8 возила и по тешка борба за кратко време го изгаснала пожарот. Причината е голема материјална штета, нема повредени. Експресно реагираше и градоначалникот на Кисела вода Орце Георгиевски, кој бил на лице место. Набрзо на социјалните мрежи напиша: "Ова што се случува е повеќе од случајност, ова е алармантно. Некој упорно го потпалува градот, а за тоа ќе мора да има одговорност." Законски измени со кои подметнувањето пожари ќе се оквалификува како тероризам, предлага премиерот Христијан Мицкоски. Тој информираше дека веќе разговарал со координаторот на неговата претеничка група за итно менување на законот, со што подметнување пожар ќе биде оквалификувано како дело на тероризам, а одлагање на смет онаму каде што не му е местото ќе биде друго кривично дело кое ќе се казнува со казна затвор поголема од 5 години. Мицковски истакна и дека досега се идентификувани 20 лица за кои постојат основани сомневања оти стојат позади пожарите и дека постојат центри на моќ кои се обидуваат да внесат страв, паника кај граѓаните во предизборието. Нема зголемени вредности на радиација во мострите што се земени за анализа од воздух и почва, а не се регистрирани ниту тешки метали во примероците од вода од засегнатото подрачје во пожарот во Трубарево. Синоќа ова го соопштија од Институтот за јавно здравје, при што најавија дека резултатите за радиација во водите и тешки метали од почвата се очекуваат во текот на денешниот ден. Од таму нагласија и дека се во континуирана координација со Инспекторатот за живот на средина, Министерството за здравство и другите надлежни институции од државата. Пак гореше и во депонијата Дрисла. Од Дирекцијата за заштита и спасување утрово информираа дека синоќа пред 23 часот бил предизвикан пожар на сосема друго место, подалеку од местото кое беше активно претходните денови. Пожарот бил изгаснат за 1 час, а местото затрупано. Дрисла гореше и пред неколку дена. Еден од културните белези на Скопје, универзална сала, конечно ќе добие нов лик. Незината реконструкција започна пред неколку години, па во меѓувреме ја запалија, па стоеше, па не се знаеше кој е надлежен. Но сега, како што објасни министерот за култура и туризам Зоран Љутков, ќе се работи забрзано. Новиот изглед ќе ја задржи постоечката форма, ќе биде со капацитет од 1200 седишта, а ќе има и нова просторна акустика со современи техничко-технолошки системи. Тој посочи дека очекува на почетокот на октомври да завршат постапките за избор на изведувач и надзор, со што, како што нагласи, ќе се создадат услови за започнување на изградбата на универзална сала по системот клучна рака. Планирано е изградбата да заврши до крајот на 2027 година. На средба со представници на невладини организации, кандидатката за градоначалник на Скопје од СДСМ Каја Шукова истакна дека нивната улога е клучна во креирањето и имплементацијата на политики, но и во отварањето на теми и проблеми кои често остануваат запоставени од институциите. Шукова потенцираше дека практиката на негрижа и отсуство на поддршка кон граѓанските иницијативи и културните работници, каква што владееше во изминатите 4 години на локално ниво, мора да престане. Таа посочи дека во незината програма предвидува воспоставување на отворена соработка со граѓанскиот сектор во сите области. Утре вечер на плоштадот во Автокоманда отчет за сработеното ќе даде градоначалникот на Газибаба Бобан Стефковски. Изминативе години заедно се соочивме со бројни предизвици, но и постигнавме значајни успеси за нашата Газибаба. Сега е време транспарентно да ги споделам резултатите од сработеното, проектите, инвестициите, решените проблеми, но и плановите кои не очекуваат понатаму, напиша Стефковски.
Прочистувачи на воздух за сите клонови на детската градинка Росица се обезбедени од општина Ѓорче Петров. Ова информација ја даде градоначалникот Александар Стојковски, кој појасни дека овие уреди чистат 99,97% од нечистотиите во воздухот, смог, прашина, бактерии и вируси и обезбедуваат свежа средина за дечињата секој ден. Веруваме дека со вакви мали, но важни чекори правиме многу за еднината на нашите најмали сограѓани, истакна Стојковски. Мобилен царински тим на граничен премин меѓународен аеродром Скопје на влез во државата спречил обид за шверц на 27,5 килограми ароматизиран тутун за наргиле. Од царинската управа посочија дека тутунот што требало да заврши на македонскиот пазар е запленет, а против едно лице, државјанин на Турција, се покренала соодветна постапка. Викендов во Шуто Ризари 53 годишен маж со остар предмет ја нападнал својата вонбрачна партнерка во нивниот семеен дом, додека таа спиела. Повредената итно била пренесена во градската општа болница Свети Наум Охридски, каде лекарите укажале медицинска помош. Полицијата се уште трага по напаѓачот. Забавна музичка програма од културно лето на Ѓорче Петров викендов ќе финишира со тродневен фестивал на пивото Октоберфест. Во Реонскиот општински парк цел викенд покрај во пиво посетителите ќе уживаат и во изведбите на популарни македонски пејачи. Од општината најавија многу забава и за најмладите.